Полицијата влезе во директна битка за разбивање на македонските наркокартели. Добро опремени и вооружени полициски сили синоќа влегоа во Осилото и упаднаа во Арачиново, Чаир и Грчец, места кои се сметаат за главни бази на опасните криминални банди, како Беланоца, Барон, Дукјанџик и Грчец. МВР беше принудено да ја избрза акцијата, односно да ги испрати своите специјални сили 2 дена пред предвиденото, затоа што некој ги пробил информациите и почнал да им дојавува на картелите дека полицијата се подготвува да ги крши нивните врати. Сепак и покрај ваквата саботажа, со лисици на рацете завршија најмалку 7 членови на клановите кои се поврзани со серија тешки кривични дела, од свирепи убиства, трговија со дрога до кражби. Дел од уапсените признале дека направиле тежок криминал. Координираната акција на единици на МВР која се спроведуваше на повеќе локации низ Скопје и низ Македонија и чија цел беа членовите и водачите на Беланоца, Барон, Дукјанџик и Грчец, беше закажана за утре, но поради тастерите, полицијата мораше да ја спроведе синоќа. Се шпекулира дека информаторот на клановите бил синот на поранешен функционер на ДУИ, кој бил во Турција. Синот, но и таткото, кој според досегашните информации предходно имал и повеќе државни функции, се очекува да бидат опфатени со истрагата. Како што е познато, токму за протекување доверливи информации за акции кои ги планира МВР, пред околу 1 месец беа уапсени двајца пензионирани полицајци кои им дојавувале на криминалците кога полицијата планира да ги апси. Акцијата на полицијата се уште трае и во потрагата по бегалците се користат дронови за да се надгледуваат критичните локации во Скопје. Целта на оваа акција е да се уништи мрежата на мафијата, која активно действувала не само во главниот град и Македонија, туку и надвор од границите. Со овие кланови се поврзуваат повеќе нарачани убиства и пресметки на скопското подземје. Меѓу нив, 3 неуспешни обиди за ликвидација на Раде Трајковски штекли, нарачаното убиство во Шиша бар, каде одекнаа Рафали, а напаѓачите ги изрешетаа Јетон Кривањева и Енис Исеини, и убиството на Орхан Бајрами Оки во Грција. Властите велат дека оваа акција е само почеток на серијата операции кои ќе се спроведуваат во наредниот период за сузбивање на криминалните банди.